Дуј поднесе интерпелација за председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски поради тоа што смета дека првиот човек на ова тело се однесува навредливо кон албанскиот јазик и законот за јазици чија уставност ја преиспитува судот. Според интегративците, Костадиновски го прекршил уставот кога јавно коментирал дека законот за јазици кој што се уште бил во употреба е лош. Сметаат и дека ја манипулирал и Венецијанската комисија, бидејќи во дописот до неа напишал дека се работи за малцински јазик, а се работело за јазик на немнозинска заедница, што според Дуј не било исто. Покажува субјективност пристрасна со барањето за одговор од Венецијската комисија за стандардите за употреба на јазиците на малцинствата, неговите малцинства, што јасно покажува дека нејзината тенденција е да ја минимизира употреба на албанскиот јазик или на јазиците на другите немнозински заедници. Го крши уставот и законите со класифицирање на законот на добар и лош. Од Дуј, иако знаат дека интерпелацијата не значи разрешување, ниту има некаква правна сила за мандатот на Костадиновски, сметаат дека председателот на Уставен треба да се појави пред пратениците за отчет. Тврдат дека иницијативата не била политички мотивирана за да влијаат врз одлуката на судот за законот за јазици. Дека оваа иницијатива нема за цел да изврши притисок врз Уставниот суд за разлика од другите претходни интерпелации кои беа јасно од политичка природа и има социјална и медиумско влијание за да ги принудат функционерите да поднесат оставки. Нашата цел е да покренеме институционална дебата за функционирање на оваа институција и улога на нејзиниот председател во почитување на Уставот и важешките закони. Власта засега без коментар за ваквата интерпелација на Дуј, но тие и претходно сметаат дека интегративците бараат начин да влијаат врз работата на судот. Од Уставен пат тврдат дека ваква собраниска иницијатива за уставен судија не е возможна, бидејќи уставен судија не може да биде разрешен од страна на парламент или влада. Според нив, Уставниот суд не подлежи на начелото на подоба на власта. Уставот на Република Северна Македонија не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија ниту од страна на законодавната, ниту од извршната власт. Институтот интерпелација, предвиден во членот 72 од Уставот, во никој случај не се однесува и не може да се примени за уставните судии. Во спротивно, се губи смислата на Уставниот суд и се прави тешка повреда на Уставот од причина што на тој начин се прави упад во четвртата така наречена уставно-судска власт, во самостојноста и во независноста на Уставниот суд, коментираат од судот. Оттаму ги повикуваат сите останати државни органи да го почитуваат Уставот и да се придржуваат кон уставно утврдените надлежности. Уставниот суд лани отвори постапка за утврдување на уставноста на одредени одредби од Законот за употреба на јазиците. Постапката времено е одложена, бидејќи се чекаат одговори од Венецијанската комисија. Дуј веднаш по покренувањето на постапката протестираше и се закануваше со радикализација, а судиите албанци не сакаат да учествуваат во подготвителната сесија. Катерина Лишкова, Секам телевизија.